добре дојдовте во новото издание на Зебра. За денеска имаме една тема за која легендата вели дека сите имаме став. Ќе зборуваме за спортот. Токму затоа ве поканувам да се вклучите со вашите коментари и размислувања на профилите на Зебра на Facebook и на Twitter. Хаштагот за денеска останува ист, Зебра МК или МАК Спорт. Прашањето што денеска го поставуваме е дали индивидуалците или државата се виновни за спортските неуспеси на Македонија. Кога станува збор за спортот, нашиот тим верува дека во македонскиот спорт успехот е една инцидентна појава и тој се должи пред се на исклучителните таленти што оваа земја ги дала, да не ги набројувам сите, како Пандев, Гечевски, Антич, Шакири во различни спортови, а неуспехот пак за жал е една хронична состојба која што е последица на лошиот контекст, на лошиот или целосното отсуство на систем во кој што тие спортисти функционираат. Очигледно, спортот е многу важна дејност за промоција на државата во странство, но и за јакнење на нејзината национална кохезија. Но, судејќи според односот на државата кон спортот, може да се рече дека тој не е категорија од висок државен интерес. Кога велам односот, мислам на начинот на кој што државата и количината на која што го финансира, во она што значи изградба на спортска инфраструктура, легислатива, пред се она што можам како најфлагрантно да го заприметаме е целосно отсуство на стратегија. Било дали како пишан документ, било како непишан концепт, кои спортови, индивидуални или колективни, се стратешки за Македонија. Знаеме дека сме мала држава и не можеме да издвојуваме средства колку што тоа го прават големите спортски сили. Меѓутоа, токму затоа, тие малку средства што ги имаме со стратешки приод треба да бидат насочени кон неколку спортови каде што можеме да го максимизираме ефектот. Меѓутоа, таква стратегија не постои. Понатаму спортска инфраструктура. Се чини дека оваа влада вложува најмногу од сите досега и тоа е факт во однос на она што значи и спортска инфраструктура и како на ниво на средства издвојувани од буџет. Меѓутоа, да видиме каде тие средства се алоцирани. Таа гради 100 тениски игралишта, како да сме ние некоја тениска нација, а од друга страна македонците најмногу што стигнале на АТП листата е 890 место. Понатаму гради спортски сали. Прашање е во тие 37 спортски сали колку се загреани во моментот, колку се изградени според безбедносни стандарди, има сериозен сомнеж дека тоа не е така. Понатаму колкава е висината на средствата што ги издвојува. Годишно издвојува 800.000 евра. Значи и во апсолутна и во релативна смисла тоа е малку. Зошто? Затоа што тоа е 0,18% од буџетот. Тоа е помалку за сите спортови, зборувам, годишно во државата, од државата се издвојува помалку отколку за осветлувањето на Скопје 2014, само како мала компарација. Ако сакате со споредување да излезам надвор, да се споредиме со регионот, да речеме Македонија имаше 4-та кошаркарска сила во Европа. За таа кошаркарска федерација се издвојуваат 100.000 евра годишно. Албанија, која што е тотален аутсайдер кога е во прашање кошарката, издвојува 5 пати повеќе. Затоа сметам дека средствата не се на соодветен начин алоцирани, дека владата се води од некакви дневно политички пиар потреби за да се самопромовира и на тој начин да го максимизира ефектот, а не се води од еден долгорочен стратешки пристап во кои спортови Македонија треба да вложува за да оствари некаков позначаен меѓународен успех. Добро, за да се признаат сопствените грешки, за да се признаат сопствените погрешни проценки, недостигот на знаење, потребна е доблест. И веројатно токму затоа на многу луѓе кои што се инволвирани во спортот им е многу полесно да ја префрлат топката на некој друг, на некој што нема име и презиме, туку колективно ќе го викаме државата. Значи, таквото наше решение, односно таквото изземање од одговорноста на челните луѓе на различни наши репрезентации или во различните наши спортови е она што навистина ја чини Македонија многу. Знаете дека една од спомнуваните шеги е дека Македонија има најголем број на селектори, односно стратези по глава на жител. Фактички, тоа е најголемината мана, уствари хендикеп на Македонија. Недостигот на стратези, на добри тренери. Затоа што, независно вие што ги имате Гечевски или екипата, вие можете да ги имате најдобрите играчи, но доколку нема човек кој што ќе направи стратегија, која што ќе го води тимот, играта ќе остане сама по себе да виси. Еве, имате и конкретни примери. Значи, земете ја кошаркарската репрезентација од 4-то европско место, значи отидоа да се на подготовки кои што можеби по својот квалитет беа најдобри
од било која репрезентација што до сега ги поминала, значи во Словенија, во Турција и така натаму, ги имаат неспорно најталентираните играчи што оваа држава можела некогаш да ги стави во репрезентација и играат за најдобрите европски клубови. Со новиот тренер успеа буквално да, тоест не успеа ни да стигнат ни приближно до четвртото место или да го остават тој впечаток по кој што ги знаеме. И обратно, фудбалската репрезентација, значи со својот нов тренер Јаневски, покажува дека малку знаење, многу пожртвуваност, работа, стратегија може да се постигнуваат резултати. Успеавме да ја победиме Србија, успеавме да изиграме нерешено со Шкотска, иако и тогаш заслужувавме победа, но резултатите кога се работи во секој во своето поле, значи индивидуално, се неспорни. Затоа јас ве прашувам, значи ако не станува збор за индивидуална одговорност, тогаш што е ова? Станува збор и за државна одговорност. Значи, она што Маја го начна како наша теза е немањето отсуството на стратегија, дали како јавен, како пишан документ или како концепт, идеја на во која насока треба да се движи македонскиот спорт. Немањето стратегија за нас, на пример, таков документ значи 0 освоени медали на минатогодишната Олимпијада. За една Србија и Хрватска кои со години наназад имаат направено такви документи и развој на спортот, националниот спорт, на меѓународно ниво како репрезент единствен заедно со културата кои што се достојни наши репрезенти на меѓународно ниво, значи тие стратегии за србите 6 медали, а за хрватите 4 освоени медали. Тука нема да вклучиме параолимпиката Бикова, а ќе кажам само на тоа, србите сега на пример не се задоволни од тие 6 медали. Сега прават нова стратегија поттикнати од минатогодишната Олимпијада, која што ќе се заснива на развојот на српскиот спорт во наредните 5 години. Кај нас очигледно државата како само декларативно да се заложува за спортот, а ништо не се прави во пракса. Тоа е примерот и со сите оние успеси кои што ги постигнуваат нашите спортисти, кои што се исклучително само нивен успех, не и државен, а државата најчесто тоа го користи и како нивен успех, нормално за личен пиар и реклама. Така беше и со кошаркарите, и со ракометарите, и со актуелниот тренер на годината, кој што да не заборавиме, претходно тренираше во подрум во Куманово, без никаква материјална или финансиска или морална поддршка од страна на државата. Отсуството на такви стратешки документи и инфраструктурни добра за спортистите е неминовно за да постигнеме поголем успех на меѓународно ниво. Стратегијата е многу добар збор, тоа да не е странските зборови кои што кај нас, особено нашите политичари, многу сакаат често да ги користат. И кога на тоа ќе го долепите и документ, добивате една фраза која што на хартија изгледа феноменална, а во пракса никако не се спроведува. Значи, и за тоа не е виновна државата, за тоа се виновни индивидуите кои што се вклучени во спортот, бидејќи ние од 91 година, без разлика каква и колкава, ние сме демократија, значи во Македонија спортот е издвоена гранка од системот, значи од држава, од институциите, од буџетот и функционира самостојно, што значи најмногу зависи од индивидуите кои што се вклучени во него, значи поединците, од самите спортисти преку селекторите и можеби најмногу од тие кои што ги водат федерациите, ги водат општинските комитети, клубовите и така натаму. Значи, во тој поглед тие се најодговорни, кај нас ги викаат спортски работници. Јас повеќе би кажал дека се спортски мрзеливци, бидејќи единствена цел им е да дојдат на позиција, да речеме во клуб или во федерација која што е како некој свет грал за да можеш да заработуваш и при тоа ништо да не правиш, а во принцип спортот, значи во најголемиот дел од државите, особено во мали како Македонија држави, каде што средствата се ограничени, спортот зависи од ентузијазмот на луѓето кои што во него се вклучени. Значи, можеби е неблагодарно да се споредува со Британија, меѓутоа ги споменавме Олимписките игри и конкретно ние како држава индивидуалните спортови ни се простор каде што можеме веројатно најдобро да се изразиме. Во Британија спортот е комплетно одвоен од државата, значи нивната федерација, нивниот Олимписки комитет не добива ништо од буџетот, значи ниту една фунта. За последните Олимписки игри собраа 307 милиони евра, односно 5,2 милиони евра по освоен медал, освоја 29 златни. Сите тие пари кои што, значи нормално дека подготовката, дека средствата, дека тие влијаат врз освојувањето на медали, сите тие они ги обезбедија од донации, од лобирање на тие луѓе кои што ги водат институциите спортски. Кај нас тоа го нема. На оваа линија размислува и нашиот прв соговорник, од кого имаме изјава, тоа е Зоран Здравески,
автор на блогот Клизачи и еден од поактивните спортски твитерџи. Главни виновници за спортските неуспеси се пред се поединците, затоа што државата, колку и да му возможи услови, сепак е индивидуално во спортот колку ќе вложиш и какви резултати ќе добиеш, нели, се зависи од талентот. Голем недостаток на македонскиот спорт е недостатокот на добри менаџери кои можат да ги продадат нашите играчи во Европа, за разлика од соседните наши земји, тоест земјите од бивша Југославија, како Србија, Босна, Хрватска, па и Словенија, па и Црна Гора, имаат добри менаџери кои своите играчи ги продаваат во многу поелитни клубови каде што условите за тренинг и за напредок се многу подобри. Исто така, како младинци, децата кои се талентирани немаат добри тренери кои можат да им го пренесат своето знаење и многу често се прави селекција врз основа на пријателство со родителите, со роднините, отколку по талент. Имаме еден македонски синдром, може да се нарече, кои играчите со потенцијал, кога ќе видат дека се на некое подобро ниво од останатите во својата генерација, и знаат дека во Македонија ќе купурат 10 години, ќе земаат солидна плата, не напредуваат уште повеќе, туку застануваат на тоа ниво и немаат желба да идат да се проверат со појака конкуренција една страна, туку едноставно тука за 2, 3, 4 илјади евра, 5 можеби, ќе си играат без голем напор, без редовни тренинзи. Навистина ме изненадува тезата дека спортот бил издвоен од државата. Ако имате агенција за млади и спорт преку која што се дистрибуираат сите средства, се стимулираат стипендии, владата вложува, нели, неспорно рековме, во инфраструктурни објекти спортски. Ако ги имаме сите министри кои што ги чекаат спортските ракометари и кошаркари кога имаат успех, не може тие да се налепуваат само на успехот, ама да ја амнестираме државата кога спортистите не се успешни. И обратно, не може да очекувате само финансии од државата и само поддршка, а ништо да не правите самите. самите. Ајде да видиме каде е проблемот со финансиите. Значи, државата немаше проблем на ракометарите да им обезбеди велелепен дочек, ама затоа им должи од 2008 пари за Европското првенство во жени. Се уште не им ги има исплатено парите на Ракометната федерација. Значи, тоа се двојни аршини. Тоа е она што викаме пиар, значи само за шоу-оф. Ние го поддржуваме спортот само кога има успех. Меѓутоа, кога треба државата да си ги исполнува врските, никаде ја нема. Премногу е ласкаво да се споредуваме со Британија, меѓутоа, ако веќе сакаш да зборуваме за земји од тој ранг, ќе ти кажам еден друг пример. Во Австралија, директно владата го финансира спортот, тоа се 2,1 милиарда евра годишно. Тоа се 30 или по медали освоени медали, 35 медали освоија на последните Олимписки игри, 7 милиони евра по медал. И тие сега дебатираат дали прескапо ги платиле медалите. Значи, сакам да кажам, не е никакво чудо државата да го субвенционира спортот. Особено, таа треба да се насочи кон оние спортови кои што не се комерцијално толку интересни, меѓутоа сите истражувања покажуваат дека ние како македонци имаме предиспозиции за нив. Токму на таа линија е и нашиот одличен соговорник. Тоа е Милорад Стојмановски, долгогодишен спортски новинар, аналитичар, познат како Мишел. Да го видиме. Ниједна друга влада претходно не е финансирала толкова спортот, но друго прашање е дали тие пари најумно се потрошени, затоа што се прави на своја рака без дебата меѓу стручните кругови. Некој решил да направи 100 тениски игралишта и сега врз база на тоа се гради цела стратегија околу тој спорт, не баре наш национален спорт. Секој училиште во наша република, средно основно училиште, има парче асфалт или бетон каде што можеше да се постави тениска мрежа и да тренираат, ако сме веќе толку талентирани за тенис, но тие не беа згодни за сечење ленти и за сликање, правење пиар на власта. Од друга страна, тие пари што се вложија во тоа може да се дадат, да речеме, да се обезбедат чартер летови за сите репрезентации што ќе обезбедат пласман на европско или светско првенство, а немаме многу такви. Порано имаше категоризација на спортовите, каде што комисијата определена од Факултет за физичка култура утврдуваше кои се тие спортови што
според антропометриски, биомоторички, психофункционални, психички, функционални, културни така особености на македонецот се најдобри за македонецот. Се покажа, уствари не треба да се биде многу паметен, треба да се видат само олимписките медали што ги освоиле нашите спортисти, ќе видите дека половина од нив ги освоиле борачи и боксери и одма се знае кои спортови треба да добијат предност во финансирањето. За жал, ние прв пат после 40 години немавме борач со остварена олимписка норма на последната олимпијада. Борачи кои требаше да настапат на турнир во Русија, немаат $250, мислам, за да платат визи и престои во Русија за да настапат на турнирот. Олимписките медали ги добивме од борачите и од боксерите, но да не ја заборавиме и Бикова, бидејќи за последната олимпијада, односно параолимпијада. Игор ја спомна. Да, не сакам само да кажам во друг контекст. Значи државата има возможи настап на нашите олимпици со вајлдкарта. Значи јас знаете какви норми исполнија, за разлика од србите, хрватите и словенците кои што ги спомнуваат и за кои што државата и донеле, односно добро со вајлдкарти заминаа самите. Значи државата има возможи да заминат сепак во името на Македонија. Значи како можеме сега да ги издвоиме луѓето? Бикова се врати со олимписки медал. Ако државата прави или не прави, тоа го прави и за едните и за другите. Другите се вратија со празни раце и ни беше срам, значи додека гледавме на дел од нивните настапи, значи дали ќе погодат излез од каде и така натаму какви све шеги имаше, за разлика од Бикова. Значи, или сте ваму, или сте таму. Сега, аршинот треба да важи подеднакво на двете страни. Тогаш не може да викаме дека има исклучоци. Впрочем, викате државата треба да прави постојана инфраструктура зашто направиле тениски игралишта. Во ред, треба ли да ги пробаме другите спортови? Или треба сега само да се инвестира во боксери и во борачи? Значи, се покажува дека кошаркарите добро поминуваат, ракометарите, тимските спортови генерално добро поминуваат. Меѓутоа, од друга страна, сакате да ми кажете дека во една Африка има подобри услови за тренирање на атлетичари? Или дека во Јамајка има подобри услови за зимски спортови? Ели, значи не зборуваме ние овдека дали треба да се градат тениски игралишта или не. Како не тоа го зборувате? Не, Зошто 100 апсолутно тениски не игралишта? зборуваме, но зошто 100? Токму за тоа зборуваме, зошто се 100? Па да беа 10 Врз ќе основа беа на зошто која 10? врз основа на кои анализи државата ги гради тие 100 тениски игралишта? Толку ли е национален спорт тој во Македонија? Можеби не е национален Фактот кој што спорт, Маја го меѓутоа е спомна, спорт 8 кој што 90-то можеби место. има интерес. Можеби државата како има интерес податоци во кои зборуваме? што гледа дека имаме деца кои што имаат Најмногу потенцијал, интерес таленти за... очигледно ние, ако гледаме низ примери, најмногу интерес ние очигледно имаме во ракометот. Да не заборавиме една Битола како најракометен град што постои во Македонија. Зошто имаме највише во ракометот? Затоа што еве како пример ќе го наведам со Битола како најракометниот град од Македонија. Од 86 година тоа беше единствениот клубот Пелистер кој што прв настапи имаше меѓународен надпревар со Атлетико Мадрид и прв учествуваше на меѓународни првенства како што е Купот на Европа и финалето учествуваше во финалето во Челлендж купот. Знаете ли во каква сала се работи таму? Колку години се поминати од тогаш? Знаете ли во какви услови работат? Колку генерации се сменети? Истите луѓе ли се во прашање? Значи зборуваме за инфраструктура. Зборуваме за инфраструктура. Во какви услови треба да работат сега тие луѓе? И зошто само да се вложува некаде каде што гледаме само пиар да се има? Инфраструктурата е добар збор, значи во ред 100 игралишта. И тоа е странски во ред, термин, да, верувам, сега да. што нели Еден од омилените. користиме, И окей, да. 100 игралишта тениски, ќе согласам дека се премногу. Ама тоа не е, значи Македонија нити е првата држава да речеме што промашила во вложување во инфраструктура, ако се согласиме дека се промашување, затоа што и пола стадиони од Пекинг и пола стадиони од Атина од Олимписките игри сега пропаѓаат. Значи тоа е веќе, не знам, криминал, економија, што и да е. Значи може не е спорт, тука ние збориме за луѓе. Значи збориме за луѓето кои што се вклучени во спортот. Споредбата со Британија може да е ласкава, меѓутоа сега што треба да биде Србија да не биде секогаш инспирација? Не, јас реков, ете, Хрватска треба да не биде. затоа ти дадов контрапример со Австралија. Во ред, ама нивната Тоа формула е исклучок, функционира. сакам да ти кажам. Океј, ама нивната формула функционира од проста причина што луѓето кои што се вклучени во тие организацијски структури, самите спортисти, тие работат ентузијастично и душа даваат за спортот. Значи, на пример, Интернационалниот олимписки комитет има собрано од 2005 до 2008 повеќе од $800 милиони од продавање на права за пренесување спортски надпревари поврзани со ИОК. Од тие 800 милиони или не знам $1 милиарда, знаете колку се одиде на спортистите што учествувале на Олимпијада?
Нула. И јас Значи, тврдам ниту дека еден- нашите спортисти ниту работат еден- ентузијастички Гледај, во ниту еден спортист не субстандардни добил- услови и не дека добил долар. успехот што го имаме постигнато се должи на нивниот талент. Не Какви случајно. стандардни услови се тренинзи Па и ако нема припреми во санитарни Словенија и во ако нема Турција? санитарни чворови во главната спортска сала во Битола, што очекуваме? Ако нема санитарни члон, какви други услови да бараме? Афрички? Ама тамо ја спремаме репрезентацијата. Таму тренира, како што рече, Може еден би од е тоа најтрофејните исклучок. клубови кој што има први меѓународни надпревари и успеси. Пример го Од кажавме. 86-та година вадите пример. Не, рековме од 86-та и Не, наваму 86-та има година, наваму сукцесивен успесите успех. ги наредивме. По само, самостојањето прв клуб што излегол надвор да игра во Европа. Значи тоа само како пример каков е нашиот однос кон спортот. Бидејќи рековте ете сакате колективните спортови биле популарни и таму треба да се вложува. Еве го односот. Главната спортска сала нема друг објект тамо. Ама зошто мора државата да Стадионот е вложува? исто. Така е. Зошто мора Затоа државата да што вложува? има веќе Зошто? поставено и во систем со самата агенција за Не млади викам, и Затоа што спорт. државата Затоа што тврди дека државата вложува. финансира, Ворете, Вложува, така. нека ако вложува. Прочем, вложува, самиот треба- рече дека тоа е Еден мал промашување. пример ќе направам со културата и со уметниците. И таа е издвоена од државата, независно од творат уметниците, но државата мора да носи стратешки документи на кој начин ќе ја поддржува за репрезентацијата, затоа што споредуваме постојано, културата и спортот се најрепрезентативните нешто што може да не представат на меѓународен план. Добро, Значи, ако агенција за млади и спорт има, тогаш треба да има јасна стратегија агенцијата, односно државата, институциите, на кој начин ќе се промовира македонскиот спорт и со кои луѓе и дали екипните, индивидуалните спортови така натаму. Добро, очигледно дека сме сите жестоки, значи навистина имаме став, легендата уствари не е легенда, него е вистина. Да ја завршуваме тука некаде емисијата, ве поканувам да ја продолжуваме темата, да ја продолжиме темата на нашите профили. Ако ми дозволите само накратко да прочитам еден или два од коментарите кои што ги добивме, дека без добри талентирани индивидуалци нема успех, но без добри организации и тренери исто така, тренерите не се назначуваат сами, но и дека во Србија не беше тенисот национален спорт пред Џоковиќ. Во петок продолжуваме на оваа тема со гости во нашето студио. Тоа се олимпиецот Кристијан Ефремов и Боби Илиевски, познат како популарниот Бетмен Велит. Бидете со нас и во петок во 2 часот Зебра онлайн МК. Ви благодариме на вниманието.